Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Продолжуваме по кратката најава. Советите на надлежните институции доследно ги послушаа Штипјани, кои на локалитетот Баргала го одбележаа 1 мај. Учениците од основните и средните училишта од Кочани во соработка со Екопак Хит во организација на општина Кочани во понеделник ќе спроведат екоакција. Извршена дератизација и дезинсекција во општините Берово, Пехчево, Делчево и Македонска Каменица. Советите на надлежните институции доследно ги послушаа Штипјани, кои на локалитетот Баргала го одбележаа 1 мај. Заедно со најблиските пријатели и роднини во добро расположение со дружење и прошетки во природата. Во непосредна близина на локалитетот Баргала, делот Штипјани го одбележаа Светскиот ден на трудот. Во друштво на своите семејства, роднини и пријатели подготвуваа скара од разни видови месни производи. Како оди скарата? Супер. Убаво време, повеќе друштво, убава дружба и многу убаво. Што има на менито? На менито има мешана скара, кубасик, плескавици, се што може. Ладно пиво, салата, се има, ракија, се има. Подготвени комплет за празнување? Комплет да, некаде сме кулу пече спара и така забавуваме се. Терам издржавен празник. Додека една група го печеше месото, другата група излетници трпеливо го чекаа својот ред. Свесни дека наместо на излет треба да се на протести, сепак некако поинтересно е во друштво на семејството и пријателите. За 1 мај треба по правило да штрекуваме, значи празникот е за тоа. Треба да работничките права да ги тражиме, него ние по традиција дека си правиме скара тука. Готова ли е скарата? Скарата не е готова, ама чекаме ред таму да се има други пред нас, па да си направиме ние скара и ќе се замеземе и така. Тоа е. Додека возрастните ја подготвуваа храната, малите се рекреираа и дружеа меѓу себе со разни видови игри. Ние за 1 мај се забавуваме играјќи со топка, играјќи на јаже. Прекрасната природа покрај реката во близина и топлиот ден ги измами излетниците да прошетаат наоколу и да уживаат во природата под будното око на припадниците на секторот за внатрешни работи. Додека по врвовите на блиските планини се губеа последните знаци на зимата, прекрасниот пролетен ден за Штипјани значеше будење на сетилата и чувството за уживање и соединување со природата. И во Делчево со одлична правомајска атмосфера, со скара и пиво, граѓаните го одбележаа празникот на трудот. Млади и стари рекреативно во природа го поминаа денот. 1 мај се слави на традиционалниот друштвен начин и во Делчевско, чадат скари и се точи пиво. И годинава на денешниот ден преполни се излетничките туристички места, комплексите Езерце и Кулата, манастирскиот комплекс Богородица Балаклија и планината Голак. Еве денес на денешниот ден се собравме со моите другари и другарки. Ќе јадеме, ќе пиеме, ќе се забавуваме, ќе играме и тоа. Па да видиме како е, дали е добро. Се собравме за друштво, да се подружиме за пиво. И тоа е тоа. Скара ќе правиме, да, секако. И тоа е тоа. Па, цел ден, да. Денес е 1 мај, ден на трудот, се собравме за да го прославиме со дружба, со игри, со музика, да спомениме убаво. Најважно ни е од сега да бидеме заедно. И така. Што обично на софрата ќе има? Па, месо, скара ќе правиме, пиење, се. Па се собравме овде на манастирот, малку да прославиме. Скара нешто, како и обично, што се прави за 1 мај. И така. Туе собира се печатче бапи, пиење, јадење има, друго. Повеќе млади или повеќе возрастни? Повеќе така млади додат, повеќе така постари послабо така додат. Старите додат на Ѓурѓовни додат. Топлото сончево време и поврзаниот викенд си го направија своето. Граѓаните, а во најголем број младите, безгрижно да се опуштат и да се забавуваат.
Учениците од основните и средни училишта од Кочани во соработка со Екопак Хит, а во организација на општина Кочани во понеделник ќе спроведат еко-акција со цел расчистување на отпадоци настанати од празнувањето на 1 мај. По празнувањето на 1 мај во природа, граѓаните знаат да остават неред од отпадоци на полјанките. Учениците од основните и средни училишта од Кочани кои членуваат во еко-одборите, заедно со Екопак Хит, а во организација на општина Кочани, на 4 мај организираат еко-акција. Ке се чистат ливадите каде се славеше 1 мај на најфреквентните места на релацијата Кочани до Брана градче. Акцијата ќе ја спроведат околу 50 на ученици и наставници со цел расчистување на отпадоците кои настанале од првомајскиот излет. Со едукативна порака до граѓаните: не оставајте отпадоци по вас. Учесниците со почеток од 8 до 10 часот ќе ја спроведат акцијата. Во тек се подготовките за овогодинешниот интернационален фестивал на карикатура и афоризам Пијанец 2015. Конкурсот е отворен и ќе трае до 12 мај. Во тек се подготовките за овогодишното издание на Интернационалниот фестивал на карикатура и афоризам Пијанец 2015, чија тема на отворениот јавен конкурс годинава е "Внимавај човек". Конкурсот е отворен до 12 мај, а жирирањето на пристигнатите творби жири комисијата ќе го врши до 15 мај. Фестивалот ќе се одржи како дел од активностите за одбележување на 24 мај, патронот на градот Делчево и денот на македонските просветители. Планираме негде жирирањето да е околу 15 мај, а фестивалот некаде ќе биде за патронот на Делчево Кирил, 24 мај, со тоа што може би ќе има поместување од ден и два понапред на фестивалот, зависи како ќе се погодат работите околу сите свечаности што се по повод 24 мај. Инаку интересот за фестивалот од ден на ден расте, а веќе се познати и дел од номинираните за животно дело. Организаторите очекуваат како се приближува и последниот рок за пријавување, така и бројот на пристигнати творби да биде во поголем обем. Номинациите ги прават предходните добитници за наградата за животно дело. Еден од номинираните нашиот познат карикатурист Блаже Докуле. Со оглед на тоа дека сите обично чекаме 5 до 12 да ги пратиме материјалите, очекуваме најмногу материјали да ни пристигнат последните денови, но веќе имаме пристигнато скоро од сите меридијани. Зборувам за карикатури, исто така годинава очекувам да постигнеме еден своевиден рекорд со пристигнати афоризми за овој фестивал и мислам дека ќе биде рекордно, ќе имаме рекордно материјали за овој фестивал Пијанец 2015 година. Како најава за овогодишното издание на Интернационалниот фестивал на карикатура и афоризам Пијанец 2015, а во чест на денешниот празник на трудот 1 мај, делчевскиот афористичар Миле Ѓоргиевски за публиката ги одбра следниве афоризми. 1 мај го слават некои нехумани луѓе. Во контењерите немаше ни скара, ниту пиво. Овој 1 мај ми помина без скара и пиво. Не можев да најдам двајца жиранти. И за овој 1 мај меѓу работниците владееше разногласие. На сите исто не им кркореа цревата. Извршена дератизација и дезинфекција во општините Берово, Пехчево, Делчево и Македонска Каменица. Поплавите кои ја зафатија Македонија предизвика појава на глудари кои се ризик за заразни болести. Деновиве успешно се изврши дезинфекција, дератизација и дезинсекција во Пијанечко-Малешевскиот регион. Имено годинава, поради поплавите во февруари, премногу се појавија и глодари, како и опасност од заразната туларемија. Па општините Делчево, Македонска Каменица, Берово и Пехчево, во соработка со Центарот за јавно здравје Кочани, извршија дератизација во повеќе шахти на овие општини, но и на објектите со кои располагаат јавните предпријатија. Така, подобивањето на задолжението од страна на Министерството за здравство и Министерството за животна средина, каде како локални самоуправи, како општини сме задолжени и воедно истопанисуваме со системите за водоснабдување на граѓаните, добивме задолжение да во рок од 7 дена ги направиме потребните заштитни мерки околу захватите на водата и мислам дека ние како локална самоуправа ги задолживме јавните предпријатија кои стопанисуваат со тие стопански објекти да се
очистат, да се изврши деконтаминација, тоа е собирање на сметот на џубрето околу захватите на водата, така ќе ги заштитиме нашите граѓани од немили појави при користењето на системите. Неопходноста од дератизација се наметна во сите општини од регионот. Денови ја извршивме. Дератизација изврши фирма Лика Ком од Кавадарци и беше најефтина на тендерот, како неповолен понудувач. Извршено е поставување на мамки за ставорци во шахти, во канализационите шахти. Опфатено е целокупното градско подрачје, обично на секоја трета шахта, така да ова дератизација ќе допринесе да не се појави кај нас заболувањето познато како туларемија или некои други видови заразни заболувања кои ги пренесуваат ставорците. За дератизација и дезинсекција, општините од истокот годинава ќе потрошат околу 4,5 милиони денари. Полицијата приведе вкупно 53 лица, откако 15 од нив го прекршеле полицискиот час, кој беше воведен како мерка за справување со зголеменото насилство по улиците. Во меѓувреме стана јасно дека 6 мина полицајци се приведени во Балтимор под обвинение за убиството на афроамериканецот Фреди Геј. Најмалку 59 учесници на правомајскиот протест во главниот град на Мелезија, Куала Лумпур, ја поминаа ноќта во притвор. Меѓу апсените се и видни личности од опозицијата и лидери на организациите за заштита на човековите права. Меѓу апсените и поранешна председателка на Адвокатската комора на Мелезија, која при приведувањето изјавила дека протестите се дел од процесот во борбата за подемократска и поправична држава. Таиландските власти вчера започнаа со искупување на телата од најмалку 30 гробници во прашумата во граничниот простор со Малезија. Силниот дожд денеска ја попречи работата на специјалните спасувачи и полициски одреди, а според сознанијата добиени по искупување на првите 7 тела, се работи за имигранти од Мјанмар и Бангладеш. Михаил Михаиловски од кикбоксинг клубот АСО Делчево го освои второто место на државното првенство во кикбоксинг, каде се надпреваруваше во дисциплината лајт контакт. Најголемиот успех кој досега го постигнал Михаил е златниот медал кој го освои на минатогодишното државно првенство. Учествував на државното првенство во кикбокс во дисциплината лајт контакт. Јас се надпреварував од Западна Македонија. Колку време тренираш, да ни кажеш од каде ти се роди љубовта за кикбоксот? Јас исто така кога гледав на телевизија програми со кикбокс, исто така тренирам 2 години и ми се роди од таму љубовта за кикбоксот. Што имаш следно за задача, каде ќе се надпреваруваш, некој следно надпреварување кое е во блиска иднина ќе се одржи? На 9 мај во Хрватска исто така имаме европско првенство во кикбокс, исто така можеби ќе се надпреварувам во лајт контакт. Инаку на државното првенство во кикбокс кое го организираше Fight Team од Скопје, учествуваа 183 спортисти од вкупно 20 клубови од државата. Најуспешни представници од Источна Македонија беа Елена Стојчевска и Павел Стојчевски како дел на кикбоксинг клубот АСО Делчево, кои ги освоија првите места во дисциплината Point Fight до 25, односно 70 килограми, како и штипјаните кои се дел од кикбоксинг клубот Гладиатор, Жарко Арсовски кој беше прв во Point Fight за сениори до 89 килограми, Божидар Јанков и Викторија Варадинова, кои го освоја првото место во кадетска конкуренција до 52, односно 57 килограми, како и Никола Карамфиловски, кој исто така како дел од кикбоксинг клубот Гладиатор беше прв во дисциплината лајт контакт до 46 килограми. Денес попладне со почеток во 16 часот се игра првиот надпревар меѓу работнички и Силекс во рамките на плей-офот надпреварите, каде што најдобрите 6 екипи ќе разигруваат за шампионската титула. Утре во истиот термин во Куманово игра Шкендија и Ренова, додека во 18 часот во националната арена Филип II Варда го пречекува Металург. Во плей-аут лигата на опстанок Брегалница во Штип е домаќин на Тетекс, а Хоризонт во Турново го пречекува Пелистер.
Овде завршуваме со вестите, со повеќе информации во дневникот во 16:30. Следете ни на нашиот портал kanalplus.mk и секако на социјалните мрежи. Ви посакувам пријатен ден.